председателе, почитувани присутни. Ова е моје прво јавување односно точка на денешната седница. И зборот собрајање точно не содржи све ова што зборувавме, но не содржи ни политички памфлети, говори и така натаму. Говорот на почитуваниот Јоне Станковски, мислам дека беше еден искуствен крик и апел до сите нас овде, дека треба да преземеме работи без оглед на компетенциите наши кои што се однесуваат дали сме ние експерти или не експерти за сообраќајот. За волја на вистината, почитуван заменик на градоначалникот во однос на овие дискусии, морам да ви сугерирам една важна работа. Ние денес овде сме тие кои што треба да го одобрат овој сообраќај, дали би биле експерти или не. Јас читам дека и новие документи, односно и режимот на овој сообраќај не нешто се разликува од поранешниот многу и не некои многу други луѓе се поинаку потпишани. Но овде зборуваме за општествена одговорност, односно што можеме како совети на можеби на прв момент толку непопуларните мерки да преземеме. Зарем мислите дека ево да зборуваме политички, не сакам да ја сведам така дискусијата и нема да наседнам овој пат да ви стапнам на појасот на кој што сакате да фокусирате. Но зарем теренските испитувања ви покажаат дека граѓаните се задоволни од овој режим на сообраќај. Зарем теренските испитувања, ако ги имате направено, ви покажаат дека луѓето во стариот град се задоволни. Зборуваме за сите нас и за одговорноста овде на сите нас. И зарем целава вака концепирана работа ви покажува дека се задоволни граѓаните и зарем мислите дека ние политички сме неписмени па на нешто што се задоволни граѓаните за инет ќе го предлагаме од граѓаните? Денес требаше овде повторно на вакви клучни точки да ја тргнеме политиката. Јас не правам голема разлика помеѓу градот и граѓаните, затоа што градот е составен од граѓани и интересот на граѓаните и интересот на градот, тоа ми се работи кои што мене ми се поклопуваат според мене. Меѓутоа во интерес на градот се мисли во интерес и на граѓаните, во интерес и на сите оние на кои што Охрид како место за живење. И имате се разбираме, тоа сите тие се бит важни како момент, не беше дека мислам важен како момент генерално. Во секој случај мислам дека место да се обвинуваме за кои рампи, ние туркаме кујки на сред улица, односно кујки да уриваме или оставаме да се градат кујки на патишта, а сега не биле легални рампите. Ако сакаме, доколку имаме волја, доколку имаме, се согласувам стручњаци, можеме и да ги вратиме ако сметаме дека се од помош и ќе олеснат во овој период од годината. Меѓутоа некои работи очигледно дека суетата е поголема и не сакаме да ги признаеме. И затоа ме испровоцира првенствено не вашата дискусија, затоа што не ме провоцираат такви дискусии, тоа се веќе прочитани книги, но ме испровоцира дискусијата на колегата Станковски кој има долго искуство во овој совет и кој што првенствено и критички настапи за целото работење и апелот до сите нас овде, дали можеме да инкорпорираме битни елементи кои што би го подобриле нормалното функционирање на граѓаните во овој град. И јас не мислам упорно, иако не сум наивен, не мислам дека ова се апели кои што се удираат од зид. Се надевам дека точно граѓаните точно знаат колку им е лесно или тешко со ваквиот начин на функционирање. Од оние во стариот град, до оние што понекогаш ги заборават и ги нарекувате периферија, па и до на оние кои што сега за жива среќа се појавија бизнис лоби како определени фирми да им легализирате во Коњско и така натаму и така натаму. Затоа да покажеме сепак за мнозинството во овие точки кога станува збор за безбедност. Јас се согласувам, не можеме ние да одговараме за како некој ќе вози со 200 на сат доколку се удриш или сакаш да поминеш да направиш самоубиствен акт на црвено светло, тоа е една работа. Меѓутоа за начинот на функционирање, за како тоа ево искористете го и ова лето и погледнете искуствено дали ова ќе значи оптеретување или не. Но представникот кој што од службата вистина е дека и не е лага дека кружниот завршува левата лента се завршува онма само што ќе се исклучи од кружниот на некои 50 на метри завршува и треба да се префрлите во втората лента. Вистина е дека со автобусите кои што застануваат и од кои што слегуваат туристите има испреплетување на возилата со велосипедистите и патниците кои што слегуваат од велосипедите. И ова се проблеми за кои што треба да дискутираме.
проблеми се за да дискутираме дали треба вистина да се забрани во стариот град да нема сообраќај. И не знам зошто да ги доживуваме лично, можеби некои претходни одлуки биле погрешни. А ако зборуваме пак за пари и за колку се ова чини, верувајте, не чини колку 800.000 евра, колку што чинеа сите овие од прилика кружни текови, и имајќи предвид дека ако погледнете добро, јас не сум искусен за сообраќај и нажалост ми е многу криво и затоа не се за дискусија. Кога треба денес да земам дискусија за нешто што не толку го познам, но мојата одговорност како овде биран е да ги прочитам материјалите, да ги сослушам барањата на граѓаните и да колку што можам во рамките на моите компетенции да донесам една нормална одлука. Знаете дека имаме кај бензинската окта кружен тек кој што завршува со слепа улица и тоа е за одобрување. Ова се само банални, спорадични работи, но многу битни за секојдневното функционирање на градот. И јас се надевам сериозно, барем привршуваме, при крај сме со мандатот. И сериозно се јави само, како да речеме, еден вид дискусија на онај апел кој што го пушти Станковски во однос на оваа сигнализација. И да не ја мешаме во секој момент политиката и со дивоградбите на рампи и така натаму. Па не е ни греф ако се покаже дека рампите прават некоја подобра регулација и заштита на старото градско јадро и атрактивните туристички места, зошто да не ги употребиме? Ако го зборувате за договори кои што се однесуваат на паркинзите кои што влегуваат повторно во сообраќај, јас гледам дека јавното претпријатие Билјанини извори повторно кубури, иако не обедувавте за некои други боројки, иако не обедувавте овде дека не само за Билјанини извори, туку и за друг партнер ки имало пари. Или не се наплатува, или ги немаме парите. И не сакам да злоупотребувам понатака дискусијата. Ви благодарам и се извинувам за последната дигресија. Ова предлог одлука, почитувани колеги, ако ја погледнавте добро, дава првенствено една слободна, ова е сериозна одлука, со која што ќе се оптоварат граѓаните, односно во овој случај определен број на фирми, инвеститори и така натаму, односно некој што треба да се мотор на економијата на еден град. Ако прочитаме ова предлог одлука, почитувани колеги, ќе дојдеме до и ќе побараме од представникот Томе Змејковски да ми одговори дали ние со оваа предлог одлука му се фрламе на милоста на кој да било референт овде во општина Охрид да тумачи како сака и со оглед на тоа да постапува селективно кон определен еден или друг инвеститор. Вториот битен момент, на оваа срамна, неписмена и навистина одлука која што ќе може да врши секој селективно како што сака, ќе ви кажам зошто со уште еден факт. Општината може да побара од сопственикот на инсталациите и така натаму, и ова е многу интересен момент. Ке ве замолам, колеги. По завршување на градежните работи, инвеститорот е должен прекопот и оштетените јавни површини да ги доведе во првобитна состојба и да даде гаранција од 2 години по предавање на објектот во употреба. Дали како сектор треба да ви кажувам дека токму после ископини на патишта проблемите не настануваат веднаш од кога ќе се закрпат дупките. Напротив, 2 години е многу мал рок за да ги видиме ние проблемите кои што настанале од, условно кажано, несовесното постапување на некој друг. Трета работа, почитувани колеги, зошто оваа одлука не треба како мнозинство и вие да ни помогнете да ја поддржиме. Надоместок за прекумерно користење на пат, член 3. Замислете сега. Надоместокот изнесува 600 денари по возило за секое возило дневно над просекот. Дали ова значи, се извинувам само ако може ми треба концентрација, значи ќе изнесува надоместокот 600 денари по возило за секое возило дневно над просекот. И сега тоа ќе се утврдувало врз основа на најмалку 4-кратно броење на сообраќајот на соодветниот пат. Нити кажано кој ќе го врши броењето, какви ќе бидат овие броења, дали ова значи понукло потурнување на луѓето кои што се занимаваат со некаков вид на превоз и на све и дополнително нивно оптоварување. И сега замислете, морам да ги симплифицирам работите, ако мене ме видите 4 пати денес и сте ме начекале на средното 4-кратно мерење уште 4 пати, јас ќе треба да ви платам 600 денари, за разлика од некој кој што нема да го начекате.
на вистина, неоснована, нелогична, дискриминаторска и оптоварувачка за определен број на граѓани. Вториот момент, уште не е вториот, ова таксативно ви набројувам цела ви е погрешна. За прекумерно користење јавен пат или дел од него се плаќа на доместок. Сега ние ќе треба да чекаме на милоста на не вас кој да било, на Томе Змејковски или на кој да било да определи овде да ни наброи дека треба да имаме кој е јавен пат или кои делови и на кои патишта се однесува ова. Дека вие си зедовте за слобода, од кај да знам јас кој референт таму во вашите служби, како ќе постапува со приватните инвеститори или со луѓето кои што се занимаваат со превоз или со туристичките превозни агенции и така натака и така натака. Кој ќе ја регулира оваа состојба за време на паркирање на туристичките автобуси? Ќе поставите човек? Значи ова ве се прашања. Ние мора да знаеме кој ова ќе го регулира. Може би 2 пати, значи дека ако се појави 2 пати, што значи дека само еднаш ќе му се наплаќа 600 или ако ви текне сега на слободно тумачење, ќе му наплаќате 3 пати по 1600 ако се појави спорниот автобус. Имате уште една работа за која што никако не можам да разберам. Општината може да го одбие барањето за поставување на инсталации ако со нивното поставување би се оштетил патот или била загрозена безбедноста на сообраќајот. Ај што имате правописни грешки, имате згразена. Значи, општината кога поставува еден инвеститор инсталации, јас не знам како не е јасно, сигурно дека ќе направи скопини. Значи, замислете каква реченица имаме. Со нивното поставување би се оштетил патот. При копање имат оштетување на патот. И на крајот, господине представник, сакам да ве прашам нешто. Овие цени кои што се овде наведени, ево јавноста да знае, затоа што ова одлука така ќе се протне, но после тоа приватните стопанственици во Охрид и многу луѓе ќе подлежат и ова значи нотивко крадење на граѓаните, полнење на буџетот и јас не сум против, но сум со издржани одлуки и прецизирани одлуки за да не даваме на службите после кога граѓаните ќе поднесат барање за прекумерен превоз и така натаму, на слободната волја на некој си административец да си тумачи како што тој сака и ќе се судираме. На вистина е срамота. Благодарам за поддршката. Со самото ова одлука треба веднаш барам да ја повлечете, да ја сработите. Јас не сум експерт повторно за ова, јас сум докторант по економски науки, но ова одлука кога ја читав, мене ми беше непријатно. И нема да дозволам како советник утре ден кој да било референт вработен во општина Охрид да си дозволи да уценува граѓани и да си има слободно толкување со даден амин од нас, од овде од сите нас. И затоа барам дека оваа одлука треба да ја повлечите, да ја доработите и да прецизирате, затоа што нема логика. Последното прашање за кое што сакам да привршам. Вие овде наплаќате задолжение, што значи дека во нееднаква позиција ќе биде и оној кој што го корне целиот пат во ширина и оној кој што ќе го копа патот во поглед на должина. И ова не се банални работи. Со овие проблеми ќе се судираат граѓаните кои што не избрале токму за ова.